состојбата ја имаме ние од технички аспект, како што ви реков, следено и имаме реагирано во тој дел. Финансискиот дел ќе се види што сега се изготвува и завршната сметка, така да тој дел ќе имаме почиста слика, можеби за неколку недели. Меѓутоа, што се однесува до овие неколку дена, ние моравме брзо да реагираме и да овозможиме депонијата да работи без потреси. Односно, од оперативен аспект да не се почувствува никаков застој, затоа што тоа е депонијата Дрисла е од едно витално значење за градот Скопје и да не се почувствува застој или неможност да го прима отпадот од градот Скопје. Затоа што депонијата го прима од Скопскиот плански регион сиот отпад и вклучувајќи го и Тетово. Во среда имаме прва седница на која што ќе го именуваме новиот управен одбор. Веќе набрзо мораме да направиме нова седница, каде што инвестиционите програми и плановите за работа мораме да ги усвоиме. А зошто брзаме? Затоа што влегуваме во еден предизборен период, кога се распушта парламентот, а овие действија, ако ги оставиме после 11-12, не ќе можеме да реагираме. Сите оние договори кои што се во тек, тие ќе си продолжат до моментот додека не се направат новите набавки, додека не се склучат нови договори, така да, што се вели, информација или апел до граѓаните да не се секираат, дека се е под контрола, дека знаеме што правиме и дека нема да се почувствува никаков потрес околу овој дел на работењето. По моje мислење и по она што јас можев да го гледам таму, затоа што перманентно јас бев присутен, Дрисла незначително придонесува за загадувањето на град Скопје. Зошто? Затоа што Дрисла е извонредно преди се проектирана. Во 80-тите години од минатиот век, односно 78 до 83-та, 84-та година е пуштена околу 90-та година е пуштена во употреба, така да таа е извонредно проектирана, извонредна и е местоположбата, ружата на ветрови е поволна, што значи ветровите дуваат према Драчево и према Зелениково. Надморската височина е идеална, таа се протега на негдека 80 хектари, меѓутоа на надморска височина меѓу 350 и 450 метри. Најниската точка е 350, највисоката треба да биде 450 метри. Се врши зафаќање на водите по три основи. Прво основната вода која што беше постојна како поток или река во тој Мечкин дол, како го нарекуваат тоа овој место таму. Понатаму се зафаќаат дождовните води и се зафаќаат така наречените црни води, кои што се делумно прочистуваат преку, јас го нарекувам тоа таложник, каде што тие води исто така се третираат со хлорирање, базените, и добиваме на некој начин получиста вода, меѓутоа таа не е за санитарна употреба, туку таа оди во реката и таа не ја загадува Маркова река. Од друга страна, се направи еден филтер кој што на инценераторот, односно тоа е печка за согорување на опасен медицински отпад, се направи филтер кој што ги зафаќа сите издувни гасови и не дозволува да отидат во атмосферата, туку со една водена пареа, односно водена магла, да ја наречам, преку два система на дизни и преку еден јагленов филтер, сите тие честички паѓаат долу и преку водата, односно со одводни канали, се собира повторно долу кај таложникот. Така да, од тој аспект, делумно, во најголема мерка, издувните гасови од печката што е, се зафаќаат, меѓутоа таа печка не е трајно решение. Во наредните брзи планови што треба да се спроведат, предвиден е и стерилизаторот, кој што мислам дека овој момент има да го тргне како проблем.
Исто така возилата кои што влегуваат и кои што го носат отпадот се мијат, односно нивниот долни построи се мие, така да од тој аспект нема некаква опасност, така да го заокружам прашањето. Дрисла е секако загадувач, меѓутоа не е од тој калибар и до таа мера за да може да влијае на градот Скопје околу амбиенталниот воздух или да ја загадува почвата или водите. Дрисла со складирањето и депонирањето на отпадот, тој отпад се ферментира, односно се распаѓа по два основа. Едниот е со присуство на кислород, односно површински, тоа се вика аеробно распаѓање, а другиот е анаеробен, односно без присуство на кислород. Меѓутоа, тука се создава и депониски газ, кој што ние веќе сигнализираме дека тој е и опасност во прва мера, меѓутоа и тој може да биде и доста корисен ако се собере. Така да, заокружувам тука, дрисла незначително загадува, дури и сега можам и да ви покажам, имаме ставено мерна станица во дрисла на 50-60 метри од печката, од каде што се согорува медицинскиот отпад, и само да видите во реално време, во овој момент, колкаво е таму загадувањето. Еве го, во негдека од 9:30 до 11 имало пикови меѓу 70 до 130 PM честички. Сега во 14 часот таа се движи меѓу 60 и 80. Што значи тоа? Кога ќе пројдат камиониве да донесат ѓубре, се крева одредена прашина, премда ние ги третираме патиштата, се крева одредена прашина и мерната станица ги фаќа сите тие мерки. Сулфур диоксидот е во моментов негдека околу 3, што значи во реално време имаме мерење на самата депонија. Ако ги споредиме со вредностите кои што се во Скопје, овие се далеку пониски. Така да, пак ќе речам, дрисла незначително загадува. Медицинскиот отпад кој што е во количина од прилика околу 1000 тони годишно, се гори во печката за согорување на медицински отпад, кој што ние го нарекуваме инценератор, меѓутоа тој е далеко од инценератор. Правиот инценератор треба да биде двокоморен, каде што во едната комора се става отпадот, во другата состојба се подготвува пламенот, оганот. Тоа е една врста крематориум. Кога ќе постигне температура во втората комора, се отвара преградата, се турка отпадот во комората кај оганот и така се уништува, односно нема никакво влијание човекот за да рачно го внесува во оганот и тогаш имаме тотално уништување на отпадот со многу мала емисија на издувни опасни честички. Тоа е за инценераторот. Нашава печка, јас би ја нарекол, исто и таа е двокоморна, меѓутоа таа ја храниме ние со отпадот рачно. Каде што се развива температура меѓу 800 и 1200 степени максимум, тука се гори медицинскиот отпад и оној филтер што го направивме ние пред 2 години, на почетокот на 2018 година, каде што добивме налог од Министерството за животна средина, дека мораме да ги зафаќаме и да ги филтрираме издувните чадови. Това е направен, това е еден прототип кој што проектантите се од нашава држава. 3-4 месеци го правевме, па имавме еден период на калибрирање, односно усогласување на некои работи кои што настојувавме да ги подобриме резултатите и се покажува дека, еве и самата мерна станица кажува дека тој филтер во голема мера ја врши работата, односно имаме многу мала, али сепак имаме, мала емисија на издувни гасови кои што се штетни. Луѓето кои што работат таму се
перманентно заштитени со ХТЗ опрема, со маски и така натака, а отпадот кој што доаѓа и кој што се уништува таму од аспект на медицина, тој не се отвара, не смее да се отвори, тој во специјални пакувања, дали се вреќи или се кутии, како што доаѓа, така се става во печката и се уништува. Има моменти каде што во тој отпад, покрај медицинскиот отпад доаѓа, има и некој друг отпад, како што се, да кажеме, плински боци, каде што персоналот во амбулантите или во болниците невнимателно ќе го стави негдека, во тој случај доаѓа до експлозии внатре во самата печка, па доаѓа до затнување на самите дизни, дали воздушни, дали на плин, што се. Така да тоа ги нарекуваме ние технички инциденти кои што веднаш се реагира и ги елиминираме. Што се однесува до погонското гориво на самата печка, ние го претворивме од нафта во газ, односно во плин. Така да и тој момент го елиминиравме за едноставно да ги намалиме причините за да може да таа печка биде узрочник за некој загадување. Таму не се уништува само медицинскиот отпад, таму се уништуваат и акцизни стоки, се уништува и дрога, прекурсори и така натака. Значи се уништуваат и документи од амбасадиве, да кажеме, тие инсистираат на палење, на горење, прем да има и други начини, други методи како тоа да се истретира. Меѓутоа, за сега ја држиме во кондиција печката, меѓутоа пак ќе речам, тоа не е решение трајно и мислам дека имаме една можност за брзо да реагираме во таа насока, меѓутоа сето тоа ќе го направиме во согласност со екипата од градоначалникот, во согласност со управниот и надзорниот одбор на самата депонија на јавното предпријатие, секако со новиот директор, кој што еве и сега малтене ги фаќа конците на работење на депонијата. Па еве вака, предпоставувам, а мислам дека во таа насока му е и изјавата која што пред неколку дена ја даде, дека тој ќе настојува депонијата да биде санитарна. Јас како гледам на тие работи? Ние, штета е што се уште зборуваме за депонија. Ние после 7 години, на почетокот како што рековме, сега требаше ние да зборуваме за фабрика за отпад. Затоа што за некого што е отпад, за друг е сировина. Градот Скопје треба да го искористи тој отпад како сировина, односно со селектирање на одредени материјали кои што можат да допринесат за финансиски бенефит, како што е пластиката, металот, текстилот. Сите тие работи треба да се соберат, гасот треба да се собере и многу мал процент на отпад кој што ќе остане треба да се депонира на депонијата. Тој не треба да биде поголем меѓу 25 до 30%. Тоа го прави Словенија и таму има нулта отпад. Тоа е и концептот на градоначалникот да и Скопската фабрика, јас би ја нарекол, не депонија, Скопската фабрика едноставно допринесе да имаме нулта отпад, односно многу мала количина на депонирање, се во интерес да фабриката, односно таа мала депонија, не проузрокува здравствени, ниту аерозагадувања и така натака, значи се во функција на подобрување на третирањето на отпадот. Това е неговата концепција околу депонијата да биде санитарна. Значи од сите аспекти да биде заштитена. И воздухот, и водата, и почвата. Това е суштината на нашите идеи, нашите планови, меѓутоа сето тоа се зависи од правецот кој што ќе го завземе градот, а тоа ќе се знае многу набрзо, како ќе се развива сегашнава депонија да стаса до ниво на фабрика. Дрисла е во моментов еден лош пример како функционира приватно јавно партнерство. Лош пример кој што не
кој што е исвиркан, кој што е извикан. Пример кој што многу влијае, по моje мислење, на размислувањето и мнението, поготово на оние општини кои што требаше да бидат домаќини на новите регионални депонии или фабрики. Имаше предвидено во Дебарса една, во Свети Николе една регионална депонија или фабрика, во Ново село, кај Струмица, па Неготино, и приметувате како луѓето со страф реагираат, односно неќат кај нив да се едноставно да се припари со отпад. Без разлика што и сега кај нив има диви депонии на стотици. Меѓутоа самата помисла дека депонија треба да се прави кај нив им заежи кожата. Не сваќајќи дека тоа нема да бидат депонии, него треба да бидат фабрики. Ако приказната Дрисла се одвиваше онака како што беше планирано пред 7 или 8 години, тие општини сега ќе се надпреваруваа кој да земе фабриката да биде на негова територија. Меѓутоа, пак ќе речам, лошиот пиар во Дрисла изминатите години и не инвестирањето, односно не заокружувањето на проектот, доведува до тоа да и на ниво на држава ние имаме проблеми со тие, еве да ги наречем депонии, односно фабрики за третирање на отпадот. Така да ние мораме, пошто Дрисла прва почна на тој план, мораме да го заокружиме тоа, за да покажеме пред сите општини во државата дека третирањето на отпадот е примарна работа, но дека може да биде и доста вносна, односно да има бенефит со селекцијата на отпадот, со зафаќањето на природниот газ, со нови вработувања, затоа што во тие фабрики најмалку 150 до 200 луѓе треба да работат, може да и повеќе, така да општините би имале доста друг и поголем бенефит, отколку штета. Така да завршам, ние ќе направиме се оваа депонија да прерасне во фабрика, без разлика во кој правец ќе се движи. Дали градот ќе се одлучи сам сето тоа да го финансира, затоа што се сериозни средства. Дали државата ќе застане да помогне во тој дел, или пак ќе се оди повторно на приватно јавно партнерство, меѓутоа за таа работа треба да има нов конкурс, нов оглас и така натака. Меѓутоа тоа мораме сега малку посмело и брзо да го завршуваме, за да можеме, едноставно затоа што депонијата веќе ни е спремна, што се вели, за експлоатација на гасот, за извлекување на гасот, затоа што ни влијае и на волуменот. Ако ќе се извлече гасот, депонијата има да издиши, ќе се намали најмалку за едно 30%, што се вели волуменот, и векот на трајање на депонијата ќе се продолжи за децении и децении. Така да во тој правец моje мислење е дека треба да се движи градот во однос на депонијата, а што ќе се направи, тоа ќе имаме време, што се вика, малку да го постудиозно оцениме заедно со раководството на градот, за да не ни се повтори оваа лоша приказна како досега. Јас се надевам дека бевме корисни за вашите гледачи и следачи, така да би сакал да порачам да имаат малку трпение и да имаат доверба, затоа што нема да дозволиме ништо да се случи кое што би било на штета на сите нас. Формално, официјално, Министерството нема издадено дозвола за увоз на отпад на правниот субјект поранешно АД Дрисла, сега јавно предпријатие. Тоа значи дека не треба да има таму отпад отстранет, кој што не припаѓа на категоријата на неопасен отпад, бидејќи таа депонија, ние имаме класи на депонии. Законот препознава 3 категории на депонии. Депонија за опасен отпад, депонија за неопасен отпад и депонија за инертен отпад. Дрисла е депонија за неопасен отпад. И согласно со дозволата, на таа депонија може да се депонира само неопасен отпад. Меѓутоа, Дрисла не може да се јави никако како увозник, бидејќи е инсталација која што има дозвола за депонирање на отпад. Нема дозвола за преработка, третман на отпад и добивање на производи. Значи,
само по себе кога имате депонија како правен субјект, се знае што значи тоа. Депонирање си е дефинирано и во законот. Значи тоа е отстранување на отпадот, финално отстранување на отпадот, од кој што веќе се искористени корисните фракции, со него не може веќе ништо друго да се направи. Точно е дека се третира, законот предвидува отпадот задолжително да биде третиран пред да биде депониран, во смисла да му се намали волуменот, да се намали исцедокот кој што ќе истекува, му се намалат некои опасни својства, повторно ќе кажам опасни, не во смисла опасни, меѓутоа имате најмногу се депонира биоразградлив отпад. Треба да биде стабилизиран за да немате вие во исцедокот, значи во секоја депонија се јавува еден исцедок, една вода, која што се создава нормално во телото на депонијата. Таа треба да биде зафатена со посебен цевковод и да оди во прочистителна станица за отпадни води пред да биде испуштена во водотек или во канализација сеедно. Значи третман на отпадот тоа подразбира во инсталации кои што имаат дозвола за вршење депонирање. Тие никако не можат да се јават како увозници за отпад и со сигурност Министерството потврдува дека дозвола таква не е издадена. Апсолутно не е издадена. Дрисла со самата локација како што се наоѓа, на самата локација на која што се наоѓа во однос на градот Скопје, не придонесува многу за квалитетот на амбиенталниот воздух во градот. Повторно ќе кажам, несоодветното депонирање значи ризик и за воздухот. Во изминатиот период, од она што ние успеавме да го видиме од решенијата и записниците кои што ги добиваме од Државниот инспекторат при извршените инспекцијскиот надзор, таму прописно се депонира отпадот што се носи од комуналните предпријатија го собираат комуналниот отпад од домаќинството и го носат. Во смисла на тоа, возилата се перат пред да излезат, значи се мијат пнеуматици за да нема загадување на патиштата и да не се расејува отпадот. Секојдневно се компактира и секојдневно се покрива тој отпад соодветно како што е пропишано со закон, со геотекстил, на крајот треба да биде покриено со земја за да немате вие ни разлетувања, за да немате ни животни, ни птици, ни така натаму. Значи, од тој аспект досега, од она што е утврдено од страна, повторно ќе кажам, на Државниот инспекторат за животна средина, таму прописно се депонира отпадот. Она што не загрижуваше, меѓутоа сметам дека и тоа е надминато со поставувањето на новиот филтер, е печката за горење на медицинскиот отпад. Таа влие секако на квалитетот на амбиентниот воздух. Точно е дека е донација од владата на Велика Британија. Донесена е за време на конфликтот, бегалската криза, крајот на минатиот век и почетокот на овој. Во тогашните услови, можеби согласно со тогашните стандарди, таа ги задоволувала барањата во однос на максимално дозволените концентрации кои што смеат да излезат на оџакот, така народно кажано, меѓутоа секако со текот на времето се амортизира. И ние треба да инвестираме сега. Постојат и нови технологии или можеме да инвестираме во предтретман на отпадот. Имаше таму работи кои што требаше да се подобрат, да речем, за да може таа печка да ги задоволува стандардите во однос на излез на емисиите во воздух. Сега во моментов ги задоволува затоа што работи филтерот. Поставен е нов филтер и во однос на емисиите на оџакот сега во моментот се добри. Меѓутоа тоа не значи дека секогаш е така, дека повторно нема да не се деси некака аварија, да не се случи, се случува едноставно, тоа е, затоа треба да бидеме постојано ние подготвени што во случај да се случи такво нешто и тоа е пропишано со тие планови и во самите дозволи што ги поседуваат. Всушност инсталациите е предвидено во случај на хаварија како да се постапува. Значи, во депонија Дрисла се складира единствено
комуналниот отпад создаден од домаќинството. Друг вид на отпад таму не се складира. Се разбира дека тој отпад комунален не се селектира кај нас уште. Тие мислам дека во програмата за инвестиции нивна има и изградба на фабрика за селекција на отпадот. Значи, меѓутоа тоа не се реализираше. Тие отпадот што го складираат во депонијата Дисла, што го одлагат, односно не се складира, тој се одлага таму, се одлага соодветно, значи секој дневно по потреба тој се покрива со земја, слој од 1 метар. И нема, значи, таму никаков вид на загадување, дали на воздухот, дали на почвата, зашто исцедокот што се исцедува од депонијата, пак се враќа со помпи назад. Значи, не дека се преработува исцедокот, туку се враќа повторно во телото на депонијата.